Денеска во Велешкиот суд започна судскиот процес против анестезиологот и двајцата гинеколози од Гевгелиската болница, обвинети за смртта на родилката Маја Кадиева и незиното бебе. Обвинителката и денеска не отстапува, тврди дека сите се виновни и треба да одговараат пред лицето на правдата. Таа во воведниот говор рече дека при изведувањето на царскиот рез никој од инволвираните лекари не постапиле совесно и одговорно. Тројцата лекари, спротивно на обвинението, тврдат дека не биле виновни, а нивните бранители денеска објаснуваа пред судот ги правдаа дека превзеле се што било неопходно. Во тек е постапката на главна расправа се изведуваат докази. Сметаме дека текот на постапката е согласно на одредбите од Законот за кривична постапка и се надеваме дека објективно судот ќе ги изведе сите докази со што ќе се докаже невиноста на нашиот штитеник. Благодарам. Постапката е согласно законот. Денеска започнавме. Не можам да кажам колку долго ќе трае, се у рамки на закон. Од двете страни ќе се презентираат материјални вербални докази за да судот донесе законите одлуки. У моментов е тоа. Во судницата беа и педијатар и интернист од Гевгелиската болница кои сведочеа. Тврдеа дека било превземено се што е пропишено според протоколот за реанимација. Покрај сите лекари, денес беше и сопругот на починатата родилка, кој во својот исказ повторно наведе дека неговата сопруга имала уредна бременост. Истовремено биле правени редовни контроли и до последно се било во ред. Бара строга казна за лекарите, а го обвини и директорот на болницата, кој како што рече, дозволил дел од медицинскиот тим да работи во алкохолизирана состојба. Жално. Тоа само ќе кажем ништо повеќе. Ако не се обучени, зашто се нафаќаат да работат така работа? Се работи за животи. Жално. Директорот кој сведок, а без помислил дека би требало да биде и обвинет, пошто он е директниот виновник што дозволил тако персонал да работи во таа болница. Како и докторите кои почнале операцијата, кога виделе дека се пиени. За жал. Ево го вестникот, само може себе да кажем. Вестникот во кој јавно кажуваат ќе поднесам оставка доколку се установи дека се пијани. Директорот вчера се сликаше, се отвараше нов дел на гинекологија, а таму немаат ни доктор, ни анестезиолог. 32 годишната родилка Маја Кадиева и незиното новороденче починаа на 22 октомври минатата година за време на изведувањето на царскиот рез во болницата во Гевгелија. Во истрагата по немилиот настан, двајцата анестезиологи кои вечерта на 21 октомври 2015 година биле во операциона сала, им било констатирано присуство на алкохол во крвта. Ним лекарската комора им ги одзеде временно лиценците за работа, а Гевгелиската болница ги отпушти. Во меѓувреме, еден од анестезиолозите почина. Судскиот процес е во тек, а пресудата за лекарите ќе биде донесена во наредните рочишта.